Куманово предпразнично блеска во новогодишен сјај. Централното градско подрачје е украсено со светилки, а на плоштадите владее вистинска празнична магија. Санката на Дедо Мраз, снешко со подароци во рацете, големата елка, звезденото небо е онаа што ги поттикнува кумановци да излезат од топлите домови на плоштадите и да уживаат во празничната атмосфера. Годинава граѓаните имаат уште една причина да бидат дел од предновогодишното празнување. По пауза од неколку години, Куманово доби организиран новогодишно божиќен базар на кој граѓаните може да купат празнични украси, сувенири, мед, но и да се стоплат со греано вино. Базарот е организиран во соработка со Занаетчиската комора, а за украсувањето на градот, како што соопшти градоначалникот Максим Димитриевски, обезбедени се 500.000 денари од општинскиот буџет. Како што знаете, секоја година обезбедуваме скромни средства, купуваме собствени украси кои што ги пазиме и секако секоја година ги користиме и го надополнуваме тој фонд кој што е собственост на општина Куманово. Оваа година го закитиме градот повторно во рамки на наши можности, но онаа што е новитет е секако овој новогодишен базар кај што граѓаните ќе можат да купат сувенири, сето онаа што се продава во делот на продажбата на новогодишните празници и јас им посакувам на кумановчани да уживаат во предстојниот празничен период. За неколку дена ќе биде монтирана и бина на градскиот плоштад овде и секако ќе имаме една убава новогодишна програма која што ќе биде исполнета со голем број на културни настани од домашни интерпретатори, тргнувајќи од наши кумановчанки и кумановчани, и секако ја очекуваме и Антонија Гиговска. Тука ќе се случат и традиционално сите оние настани, почнувајќи значи од нашите најмлади со нивно присуство на Дедо Мраз на мотор и сите оние традиционални активности кои што секоја година во пресрет на новата година ги организираме како општина. Председателот на Занаетчиската комора Агрон Фазлије истакна дека интересот кај занаетчиите годинава е значително зголемен, што според него е резултат на континуираната соработка меѓу комората и локалната самоуправа. А во склоп на овие наши активности имаме претходно субвенции на старите занаети, саем за мало стопанство, сувенир на годината и на крај еве закружуваме нова година со овој базар кој ќе трае дури 25 дена и ќе биде бесплатно во корист на сите излагачи. Мора да потенцирам благодарност до секторот за одделението и до господја Донка, тука што е до нас. Дадовме се од себе до секретарот на општината, до советниците, сите тука, а посебна благодарност до нашиот градоначалник што секогаш ни стои на располагање и имаме одлична соработка. Овој базар е најдолгиот базар во Македонија. Ние секогаш кршиме рекорди и верувам дека ќе биде во склоп на амбиентот на новогодишните празници и ги офатиме скоро сите празници, божичните и новогодишните празници. Така да беше навремено известено јавноста дека ќе има јавен побег и од страна на градоначалникот на нашата комора и на сите институции и се исполнија сандовите со адекватни производи и локални производи кои што ја покажуваат нашата економија во најдобро светло. Кумановци се пријатно изненадени од годинишната празнична организација. Посакуваат базарот да прерасне во традиција. Дали се чувствува предновогодишната атмосфера во Куманово? Задоволни ли сте од тоа што го гледате во Куманово? Се чувствува дефинитивно после китењето на самиот плоштад и почнува еуфоријата, само ни фали снег. Реално. Така, после многу години има новогодишно божиќен базар, но ќе има и богата музичка програма на плоштадот. Запознаени ли сте? Ви се допаѓа ли програмата? Да, нормално, тука Инстаграм, тука се сите портали на кои што можеме да прочитаме, да видиме што се случува и доколку сме слободни сите да дојдеме да ги поддржиме нашите колеги и изведувачи. Ја колку години работев во овој дел како директор на Фондација за култура и спорт и многу ми е драго што чинам дека е сега на поголемо ниво, еден левел кој го заслужува најголемиот град, најголемата општина во нашата убава Македонија
уште поголема е радоста што гледам дека повеќе програма е намената за најмладите, за децата, за она што е иднина на градот и на државава. Се радувам баш за тоа што не е само делот на китењето и разубувањето на градот, кој е важен елемент, да се чувствувате пријатно и предновогодишно, да не кажам еуфорично. Се ова сега дека е на една поголема организација, на едно поголемо ниво, што сакам да си продолжи со тоа темпо. И во делот на програмата музичка, гледаме учесниците, изборот на... Ние имавме прав дочек на Нова година, зборам за... Но се испостави дека е времето студено и дека не може да се издржат толкова минутажа, односно толку сати. И добро е ова што ќе се случи неколку дена пред Нова година. Раздвиженост, пак велам некако, сега ми е градот поубав, понакитен. Честитам уште еднаш и на градоначалникот, и на Советот на градот, и на сите што се сектор за култура, фондација, на сите што се учесници во овој дел на разубавување на градот, на програмата и се она што го работат и да го работат со уште поголем елан, љубов и среќна Нова година на сите мои сограѓани, на сите што живеат во убава наша држава Македонија. Што ви се најмногу допаѓа? Па се гледате Еленчиња колку убави имаме се накитено. Прекрасен ни е градоначалникот на Куманово. После толку време поштадот е добро украсен, има украси добри, елки, еве и базар оваа година има убав со убави куќички, со разновидни тезги, мислам, ние продаваме мед и пчелни производи, има со украси, кровни, така да убаво и се осеќа, има народ, раздвиженост, шетаат, посетуваат, дечиња имаше од Савајле, така да тоа е убаво. Супер е украсен, одлично, што да кажа друго. Празничниот базар ќе трае до 10 јануари, а излагачите нема да плаќаат закуп за штандовите, информираа надлежните од општина Куманово. Во празнична атмосфера пред публиката во Занаетчиски дом, музичките уметници Милена Митковска и Марко Антевски одржаа новогодишен концерт во ритамот на класичната музика од познати светски автори, објави општина Куманово. Новогодишната манифестација ја збогатија Ивана Андоновска и Маргица Антевска со соло пеење, Јован Стројмановски со изведба на пијано и балерините од Училиштето за сценски уметности, танци и театарска продукција Стил Фактори Куманово. Концертот Дуо Пијано Милена и Марко е под покровителство на градоначалникот и Советот на општината со поддршка на Фондацијата за култура и спортот Куманово. Гимназијата Гоце Делчево одбележува 25 години од воведувањето на билингвални паралелки на француски јазик во училиштето. Под мотото 25 години двојазичност, два јазика и една иднина, на денешната свеченост во малата сала на Центарот за култура, пред присутните се обратија директорката Марија Тодоровска, францускиот амбасадор во Македонија Кристоф Лериголер и професорката по француски јазик во пензија Добрила Почуча, како координатор на овој значаен проект инициран од Францускиот институт, а поддржан од амбасадата на Франција. Изразувам голема благодарност за вашето присуство на одбележување на 25 години постоење на билингвалните француски паралелки. Нашето училиште оваа година одбележува 80 години од постоење. Со работа започнува во учебната 1945-46 година и уште од самиот почеток во наставната програма е вклучен францускиот јазик како редовен наставен предмет. Куманово е град кој има традиција на изучување на францускиот јазик и не е случајно што во учебната 2000-2001 година започнува со работа билингвално француската паралелка од иницијатива на Францускиот институт, поддржана и од француската амбасада во Република Северна Македонија. 25 годишна работа на оваа паралелка носи плод на успеси, награди, признанија, успешни генерации. Изучувањето на францускиот јазик по предметите литература, математика, физика, хемија, историја, географија
им овозможува на учениците своето образование да го продолжат на студии во Франција и други франкофонски земји. Горди сме на успесите на нашите ученици, кои се воедно и наши амбасадори, кои успешно го промовираат нашето училиште, град, земја. Според постигнатите резултати на државно меѓународно ниво, училиштето се рангира меѓу најпрестижните во државата. На наставниците, учениците им посакувам уште многу успеси и одбележување на многу јубилеи. Денес е голема чест за мене да го оближиме 25 годишниот јубилеј на француската билингвална паралелка во гимназијата Гоце Делчев. Овој јубилеј сведочи за упорност, континуитет и посветеност во образованието на младите генерации во Куманово. Овие паралелки денес бројат 29 ученици кои доаѓаат од повеќе различни основни училишта во Куманово, што укажува на важноста, угледот и пред се довербата што оваа програмата ја ужива кај родителите и учениците. Билингвалното образование е столб на успехот, литература, математика и физика на француски јазик, предавани од тим наставници кои долги години вложуваат труда во јазична и професионална обука. Партнерството на вашето училиште со гимназијата Xavier Bichat од Нотуа, како и долгогодишната соработка со Валдоти од Дуланс, им овозможуваат на учениците да развијат самостојност, културна одвореност и европски вредности. Драги ученици, кои сте поводот и причината за овој успех, вашата мотивација и амбиции, без разлика дали се работи за природните или општествените науки, медицината или економијата, се доказа силата на овие паралелки. Дозволете ми да ја изразам мојата искрена благодарност кон наставниците, секако, и кон сите они кои ја поддржуваат оваа програма веќе 25 години сега. Француската амбасада и Францускиот институт остануваат ваши силни партнери и ќе продолжат да се поддржуваат кон вашиот следен чекор, и тоа е брендирувањето на вашата гимназија со брендот Label France Education, бренд за квалитет во наставата кој што го издава нашето министерството. На крајот, честитки на овој јубилеј и ви посакувам многу успех во годините што следаат. Сите објекти за кои што има уредно извршно решение за уривање во следниот период ќе бидат урнати по приоритет, најави градоначалникот Максим Димитриевски, потенцирајќи дека отстранувањето на објектите кои узурпирале јавно прометна површина ќе биде неселективно. Сите оние објекти кои што има, значи, узурпирано јавна прометна површина или државно земјиште во прва фаза, тргнувајќи од централното градско подрачје кон надвор, а потоа и сите објекти, бидејќи ние не можеме селективно да го спроведуваме законот. Предпоставам зборувате за градските кафулиња, предходно следеше едно извршување кое што веројатно не сте го пропратиле, тоа е на локацијата Берза, на паркинг просторот зад поранешната КИП банка. Сега одиме тука во централно градско подрачје, едноставно сите треба да бидат еднакви пред законот и сите оние вршители на дејност и давање на услуга во градот кои што имаат узурпирано јавна прометна површина ќе бидат дислоцирани. Ние имаме на листа на објекти кои што се со статус бесправна градба, прекорачување во градба и друг тип на прекорачување спротивно од законот за градба, некаде околу 600
евидентирани објекти, од кои што добар дел се со веќе извршни решенија и како доспева датумот на извршувањето во согласност со буџетските можности и средствата што ги имаме на располагање за извршување, имаме намера да извршуваме и да постапуваме по законот. Им беше даден долг временски период на прилагодување на сите тие кои што за жал не го почитуваа законот, не се прилагоди, едноставно мора да се стави крај на тоа. И уште малку на оваа тема има само 3 милиони денари за извршување од буџетот на Ке тргнеме со 3 милиони денари, па ќе продолжиме во рамките на нашите можности. Некогаш видете, кога ќе тргнете со извршување, во прва фаза мора да ангажирате извршители, откако прекршителот на законот ќе разбере и свати дека сте упорни во намерата, прифаќа сам да го дислоцира објектот, за да не генерира дополнителни трошоци на општината, кои што на крајот на денот самиот тој ги сноси на свој терет, бидејќи се води потоа судска постапка за надомест на таа штета и тоа извршување кој што мора да го плати, како што е случајот и со овие дуќани узурпирани овде во составот на занаетчиски дом, кои што водеа долгорочни правни постапки со години, но ние го спроведовме законот и најголем дел од нив веќе ги предадоа. Клучевите останаа уште 2 или 3 дуќани кои што ќе мора да ги вратат под владение на општина Куманово, бидејќи се работи за општинска сопственост, а јас како градоначалник сум должен да го штитам јавниот интерес и имотот на сите граѓани и на општината. Во организација на Фондацијата Доктор Верица Механџиска и Зегинде новиве во Куманово беа презентирани истражувањата, иновациите и надминувањето на предизвиците поврзани со аутизам од страна на врвни експерти во државата. На настанот присуствуваа родители, специјални едукатори, дефектолози, психолози. Проектниот менаџер Бранка Џајковска истакна дека средбите имаат цел да придонесат кон поинклузивно и поправедно општество. За новите можности за терапија на физиолошки дисбаланс предизвикан од интоксикација од тешки метали и нивната врска со аутизмот говореше професор доктор Роберт Јаневски, а за предизвикот за родителите при прифаќање на дијагнозата и ментално здравје на семејствата во кое живее дете со аутизам говореше професор доктор Насер Дурмиши. Доцент доктор Силвана Филипова кажа дека екранизацијата не е дијагноза, но последниве години значително влијае врз когнитивниот развој на децата. Тоа што ние во моментот го спроведуваме во рамките на оваа кампања има за цел да подигне јавната свест, но и да даде одговори на некои од прашањата со кои што родителите се соочуваат. Оваа кампања е главно насочена кон родителите, но имаме и други учесници, главно представници од училиштата, од градинките. Еве кај вас имаме доста интереси од локалната заедница, што на нас ни кажува дека почнуваме да го препознаваме ова не како личен проблем на семејството кога што имаме дете со нарушување од спектарот на аутизам, туку како еден наш заеднички општествен предизвик кој што треба заедно и да пробаме да го решаваме. И ние како фондација тоа ни е целта. Би сакала да споменам еве неколку работи кои што се конкретно со општина Куманово поврзани и некои планови кои што ние како фондација ги имаме. Општина Куманово за нас сите важи како некој пионер, ајде да кажеме, на полето на инклузија. Тоа сигурно е резултат на инклузивни локални политики, сигурно е резултати на таа некоја култура која што вие како кумановчани ја имате на соживот, на соработка, на поддршка, на почитување на човековите права. Но тоа што нас еве како здружение или представници од граѓанскиот сектор и фондации нешто што посебно не инспирира е работата на две дами кои што Куманово прават големи промени поврзани со инклузијата и во некоја смисла сите од цела Македонија не инспирираат. Зборувам за Благица Татјана од Здруженијето Инклузива и поради ова нивна заложба и ние како фондација ги препознаваме овие локални исклучителни приказни. Како фондација во текот на 2026 година планираме да реализираме активности и во Куманово, планираме еден заеднички проект со Здруженијето Инклузива, кој што ќе биде токму наменето за децата со нарушување од спектарот на аутизам со особен акцент на нивните јаки стави. Зголемен е растот на дијагностицирани деца. Тоа не значи дека не биле порано. Меѓутоа, клучно во тој раст
е секако влијанието и на надворешните услови. Токму тоа е и она што јас вечерва ќе го говорам тука. Значи, како влијанието на храната, влијанието на пестицидите, влијанието на тешките метали, влијанието на имунолошките реактивни компоненти влијаат на тоа да имаме промена во контролата на неуротрансмитерите кај децата и на тој начин доаѓа до еден фенотип или клиничка слика која се вклопува во тој спектар на аутизам. Видите, аутизмот не е една болест. Значи, тоа е, затоа и го се нарекува спектар, бидејќи тоа е една лепеза од повеќе состојби кои што наликуваат една на друга. Може да имаат метаболитичко, биохемиско, може да имаат имунолошко потекло, може да имаат и генетско потекло. Тие што се со класично генетско потекло, нели, синдромиве, по наше искуство и по бројот на пациенти кои што ги работиме и не е толку голем. Најголем број и токму тоа што го приметуваат и повеќето од луѓето, зголемувањето на тие невроразвојни состојби поради надворешни влијанија. Екранизам, нели, во најраната доба, кога што е потребна комуникација, развивање на тие синапси потребни за говор, изложување на таа, да речеме, ултрапроцесирана храна, па проблем со дигестијата и микробиомот кои што се потребни за развивање на тие невротрансмитери и инхибиторни, поради кои што се развива понатаму, да речеме, клиничка слика слична на АДХД или на аутизам. Проблемите со развојот на говор, директно поврзани со раното изложување на екрани, секако интоксикацијата со тешки метали. Екранизмот се уште не е официјално диагноза, него е термин кој ние стручните лица го користиме во означувањето на оние деца кои што се прекумерно изложени на влијанието на екраните. Екранизацијата веќе имаме доста истражувања се извршени во последните 10 години за тоа како влијат екраните врз развојот на говорот, јазикот, социоемоционалниот развој, когнитивниот развој, моторниот развој и резултатите се алармантни дека имаат страшно негативно влијание. За да се развие говорот, значи потребна ни е добра биолошка, невробиолошка основа, а тоа значи добра интелигенција, развиена моторика, развиена аудитивна перцепција, но и изложеност на децата во социјалната средина. Значи, невробиолошката основа со која што доаѓаат децата на свет, само во интеракција со средината може да го развие говорот, да биде полновредна комуникација, односно да биде функционален. И сега имаме ситуации кога детето ќе се роди со послаба невробиолошка основа, но социјалната средина е добра, стимулативна и тоа ќе го извлече максималниот потенцијал. Но имаме ситуации кога детето се раѓа со нормална невробиолошка основа, но социјалната средина е депривирачка, значи не е добра, нема социјална интеракција, изложено на екраните и тоа ќе не може да го развие својот потенцијал. Како ќе се развива говорот и комуникацијата на детето многу зависи од возраста кога е изложено детето, од време траењето, колку часови дневно, неделно е изложено на екраните. И она што сега го знаеме дека екраните без разлика на возраста влијаат така што го застануваат развојот на говорот, развојот, целокупниот развој, прават екранска зависност и доведуваат до травма, екранска травма, која што понатаму негативно се одразува на сите сегменти од развојот на детето. Веднаш на наше предавање некој покушава да ги конкретизира проблемите и ситуациите со кои тие луѓе се наоѓаат. Кратко кажано, некој било добро они да се припадат прво диагнозите на своето дете, второ да си ги срочат своите планови во некакви рационални си основи и трето и ништо помалку битно, ако не е најбитно, да си се опренат на кај себе си малку, да не заборава дека они се најбитни за детето и сето тоа со добробит на детето, а не као некој свој личен луксус дека гледаат кон себе. Значи се заборава
дека тоа дете и таа индивидуа нив ќе ги треба за секогаш и они мора да внимаваат да се долговечни. Многу загонетки тука има и замки, ви кажам, нели, каде што родителите неретко се губат под влијание на милион фактори, од некакви културолшки посебности на нашата поднебје, на нашата култура, од стигми, етикети, предрасуди кои ги заглавуваат во такви пречорсопици. Затоа мислам дека основно била една фина едукација, здравствена едукација и здравствено информирање и поедноставило поприлично. Затоа вакви наставни како овој денеска имаат изузетно битна улога во тоа подигање на свеста и со сето тоа мислам дека и нивниот живот би требало да постане поедноставен и поубав.